Владините реклами повторно во игра за корупција на медиумите. Дел од медиумите, но и новинарските здруженија реагираат и на она што неодамна се случуваше. А тоа е изборот на медиуми при известувањето на настаните кои ги реализира владата. На оваа тема работеше Игор Стојанов. Се менува ли односот на власта кон медиумите? Долги години има најава за враќање на владиното рекламирање во приватните медиуми. Неодамна силна реакција од новинарските здруженија за изборот на медиуми за следење на владината делегација во странство. Медиумските здруженија уште еднаш повторуваат дека многу лесно може да се врати големата корупција во малите приватни медиуми. Таа практика да се наградуваат одредени медиуми и новинари да биде платен нивниот престој ангажман во друга земја е нешто што навистина беше проблематично во минатото и нејасно е зошто и сегашниот естаблишмент се обидува да ги имитира тие погрешни постапки. Свесни сме дека медиумскиот сектор е во криза, свесни сме дека економската моќ и економскиот пазар навистина стеснет и да, треба да се размислува за потенцијална помош како тоа се надмине, но не по секоја цена со цел да се наруши и така кревката независност и уредувачка политика во медиумите. Едноставно оваа реакција беше донесена со цел да се потенцира и да се посочи дека треба да постојат јасни критериуми за тоа кој нели се информира и известува од настани кои што се од јавен интерес. Во таа насока соопштението, односно реакцијата беше проследена и до јавноста, се со цел да бидеме на некој начин и транспарентни, но и да ја запознаеме јавноста во делот на нели обврската што ја има и владата, односно извршната власт во делот на обезбедување, да речеме, на информации од јавен настан. Нејасно е по која методологија владата избрала медиуми, а надлежност за проверка на подзаконските акти и правилници во однос на корупцијата има и антикорупцијска комисија. ДКСК има законска надлежност за антикорупцијска проверка на регулативата и општите и подзаконските акти, но ДКСК не може да постигне во све и да се бави со целата регулатива која се однесува на надлежностите на сите институции во државата. Ние работиме во ова област, односно ја извршуваме ова надлежност по пријава или по допрен глас. Копијата меѓу новинарите и владата се кршат и околу членот 102 и забраната за рекламирање. Оваа забрана требаше да доведе до намалување на корупцијата во медиумите. Генерално се почитува таа забрана, меѓутоа има исклучоци кога одредени општини, сакајќи да го изиграат законот, финансираат медиуми преку нивните други правни лица, кои што се регистрирани онлайн платформите на тие телевизии или радија, мислејќи дека на тој начин го изигруваат законот. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа е ризичен пристап и дека во услови кога постои активна забрана за таков тип на практики, дека тие самите ризикуваат да го прекршуваат законот и потоа може да сносат последици. Членот 102 забранува рекламирање на државните и локалните институции во медиумите. Со евентуално укинување на оваа забрана, од новинарските здруженија предупредуваат дека може да се врати состојбата од пред 2015 година. Тогаш, според некои проценки, дури 20 милиони евра народни пари се слеваа на сметки на приватни медиуми и со тоа сериозно се влијаеше на уредувачката политика на тие медиуми. Трилинг побара одговори и од владата, но до овој момент и покрај доволно долгиот рок, одговори не добивме. И јас лично имам став дека не треба да има рекламирање на медиумите како што беше до 2016 година, но треба да се разработи и да се направи јасна дистинкција што е рекламирање и што е задолжително информирање. Бидејќи не е доволно сега за сега јавноста да се информира за извршување на надлежностите само преку други алтернативни начини на информирање како што се веб страниците и така натаму. Корупција во медиумите има, особено во онлайн сферата. Ова беше констатирано и преку истражување на Советот за етика во медиумите, кој ја мереше перцепцијата за корупција на медиумските работници. Перцепцијата е дека постојат влезни точки или ризици од корупција во медиумите и тоа преку неколку ризик фактори. Политичкото влијание, односно партиите, преку своите пропагандни вести, дезинформации, или особено пред избори. Потоа бизнис секторот како едно големо влијание на целна група која што на некој начин може да се обиде да влијае на појава на коруптивно однесување во медиумите. Сите политички партии, негде околу 3,5 милиони евра
имаат можност да финансираат за партиски кампањи внатре во приватните медиуми. Посебен проблем во овој дел се онлайн медиумите, каде што практично не постојат критериуми и во тој простор, во тоа време од тие 20 дена кога се случува политичка кампања, на еден начин се создаваат фантомски онлайн медиуми каде што постојат индиции дека дел од политичките партии перат пари преку ваков тип на финансирање на политичка платена програма повторно со буџетот на граѓаните. Неголема причина за корупција во медиумите е лошата економска состојба. Тоа ги прави новинарите ранливи, а политичарите мокни. Економската ситуација и во општеството и во државата воопшто се главните причинители или поттикнувачи за потенцијална појава на коруптивно однесување во медиумите. Во онлайн медиумите има проблем со финансирањето, па се наклонети да барат финанси од власта и од политичките партии, што политичкото влијание може да биде големо, што е и голем ризик или потенцијален ризик за корупција. Но ние немаме директна надлежност тоа да го провериме, но ова слабост не тера да го гледаме како се однесуваат институциите. Во овој случај, тоа како постапува Државната изборна комисија не е во ред, бидејќи таксативно во повикот се спомнуваат медиумите кои се уредени со закон, но во загради стои и интернет порталите. За нас тоа е голема слабост. Од Советот за етика во медиумите и останатите релевантни новинарски здруженија велат дека е потребно засилување на саморегулацијата и признавање на регистарот на професионални медиуми.